Пред се морам да кажам дека количините на хемискиот отпад во Македонија одамна не се анализирани во таква мерква, за да ние навистина знаеме колку хемиски отпад и каде се генерира. Меѓутоа, ние имаме еден систем за издавање на А и Б интегрирани еколошки дозволи, со кои што ги опфаќаме инсталациите што создаваат хемиски отпад, и со тие дозволи ние им кажуваме што тие инсталации треба да направат со тој хемиски отпад. Пред се, значи тој хемиски отпад може да се складира во рамките на тие индустријски капацитети на соодветен начин, значи начинот на складирање е утврден како треба да изгледа, и бидејќи ние во Македонија немаме стандардна депонија за отстранување на хемиски отпад, во најголема мерка тој хемиски отпад се предава на лиценцирани субјекти што можат или да го третираат и преработуваат овој отпад или да го извезуваат за понатамошен третман. Генерално, покрај А и Б интегрираните дозволи, постои систем кој што ние исто така го одржуваме за издавање на дозволи за складирање, преработка и третман на отпад, и на таков начин имаме сознание и го контролираме она што се случува со хемискиот отпад. Од друга страна, инспекцијските служби, кои што вршат контрола дали инсталациите постапуваат согласно овие дозволи, се тука да обезбедат дека навистина условите пропишани со дозволата се исполнуваат. За жал, бројот на инспектори во државата не е доволен, и на национално и на локално ниво, и покрај тоа што системите функционираат, сепак треба големо подобрување.